Народно движење за Македонија после првата трибина од 12 август за рамковниот договор денеска продолжува со втората трибина, согласно ориентацијата на нашата партија за еден серијал на трибини за важни теми за сите нас. Денешната дебата ќе биде за топлотниот удар, во кој со години се заглавени околу 20.000 граѓани поради тоа што добиваат сметки за парно грејење и плаќаат за парно што не ги грее, бидејќи се исклучени од мрежата. Со еден збор плаќаат за услуга која што не ја користат. Многу е зборувано во јавноста за активностите на оштетените граѓани за надминување на оваа неправилна состојба и нивните иницијативи до надлежните државни органи и до Уставниот суд, кои што за жал до ден денешен останаа неуспешни. Затоа, Народно движење за Македонија ќе преземе една поактивна улога на овој план со актуализирање на две нови институционални иницијативи. Прво, правната комисија на Народно движење за Македонија ќе ги оспори правилата за снабдување со топлинска енергија до Уставниот суд, но сега по еден друг основ. Имено, според член 68 став 1 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки, од што на недвосмислен начин произлегува одговор на прашањето за исклучивата надлежност на законодавниот дом во доменот на утврдувањето на јавните давачки. Од друга страна, не е спорно дека во случајот нема двостранни обврзувачки договори за користење на топлинска енергија, склучени од страна на околу 20.000 граѓани како корисници и како потрошувачи на услугите на снабдувачот. Само со закон може да се стипулираат права и обврски за граѓаните, додека со подзаконски акти само се доуредуваат правата и обврските пропишени со закон. Или поточно, со подзаконските акти само се утврдуваат условите, начинот и постапката за реализација на она што е пропишено во законите. Меѓутоа, Регулаторната комисија за енергетика со подзаконски акт, насловен како правилата за снабдување на топлинска енергија, пропишала права и обврски, а во случајот тоа представува класична давачка, граѓаните да плаќаат за услуга што не ја користат, а како што спомнав порано, класични давачки и јавни давачки може да пропишува само Собранието со закон. Значи, Регулаторната комисија за енергетика во никој случај не може да со своји интерни акти и действија да пропишува јавни давачки, како во случајот со одредување на дополнителна давачка за граѓаните. Втората наша иницијатива, институционална, која што ќе ја преземеме, наскоро ќе ја објавиме исто така во јавноста по претходна консултација и усогласено со Сдруженијето на оштетените граѓани. Тоа е една иницијатива така од пообемен карактер, но засега нема да ја објавиме во јавноста, бидејќи, како што кажав, ќе ја усогласиме со оштетените граѓани и многу наскоро ќе ја објавиме во јавноста. Значи, тоа е во делот на правната иницијатива, што ќе ја презема Народно движење за Македонија, кој што е на линијата на правна аргументација, на правни действија и со правни институционални мерки да им помогнеме на овие граѓани. Во однос на втората линија, линијата на политичко делување на Народно движење за Македонија, јас сакам во оваа прилика само да истакнам дека улогата на Народно движење за Македонија ќе биде да ги слушнеме, да ги проучиме, да ги обмислиме и на крајот да се обидиме да ги реализираме сите идеи и предлози кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Благодарам.